Добро вечер свима. Поздрав од мене, јас сум Дарко Блажевски, главен инспектор саобраќајно-инженерски послове у Републици Северна Македонија и у име началника сектор за сообраќајна полиција Македонија, исто тако имате поздрав, Маја Арсовска Манов. Данешна презентација е регионална сарадња и најболе пракси у контроли саобраќаја. Пред да почнем, захвалност до тима, односно организатора и колеги из МУП Србија. Безбедност нема граници. Интензиван прекогранични саобраќај. Знамо да Србија и Македонија имају доста развиену путну мрежу и прекогранични саобраќај со многу фреквенција путничких, автобуса и товарних возила. Безбедност е заедничка одговорност и регионални безбедносни изазови су што веќе безбедност у путном саобраќај. Кои су безбедносни ризици у регионот? Тешки саобраќајни прекршаи. Најчешći тешки прекршаи су у делу прекорачење брзине. Често користим јавен превоз, односно користим автобус за да доđem до радно место и посматрам возачи. Стварно прекорачуju брзину, претицавају на непрописна места, праве манипулација са тахографима и така дале и така дале. Имали смо 2019 година едно саобраќајно незгоду где су погинули 14 особа у Ласкарци. Автобус е изашao ван из аутопута, преврнуo се и погинули су. Након 2-3 години имали смо, односно не код нас, него наш автобус, македонски автобус у Бугарској. И увек када има саобраќајна незгода са автобусом, последици су катастрофални. Нема их често, али едном кога се деси, стварно су катастрофални ти последици. Други ризици су нелегални транспорт. Прекорачење радног времена, овде и други учесници су говорили, техничка неисправност возила, организовани облици злоупотреба. Која е оперативна реалност? Недостатак правовремених информација. Данас ми е било стварно мило што имали смо скуп са колегама из МУП Србија, Црна Горе, Република Српске и колегама из Словенија. И освин тај скуп и комуникација преку Роат Пола, друга сарадња са околним земјама мислим да е врло слаба. И то треба да се развие. Ми немамо никакви информација за возила из региона, какве недостатки имају, кој е прекршител и така дали и така дали. И обратно, и ми не износимо информација о нашим граѓанима или возачима. Ограничен увид у историја и прекршаја. Различити стандарди контроле. Мада можем да кажем да контроле су исти или слични, као сим земјалја. Ми контролишемо исто као МУП, односно саобраќајна полиција, документата око возача, документата око возила, техничка исправност и така дале. Исто тако имамо непотпуна дигитална повезаност. Нисмо повезани, освен они гранични премини и сарадња гранични полиција, друга повезања немамо. Ако возач направи тежак прекршај у едној држави, информација мора бити доступна и у другој. Размена података. Евиденција тешких прекршаја, оно што сам рекao малопре. Значи мора да знамо кој возач ради тешки прекршај. Подаци о забрана на управљање. Ми немамо информации кои возачи имају забрана у Србију. И обратно, у Србију немају информација кои наши возачи имају забрана код нас. Дигитални тахографи, техничка исправност возила, реал-тајм комуникација,
меѓународни стандарди, интероперабилни системи. Код нас у Македонија још нисмо спремни, односно правиме оне детске чекоре да у тежим саобраќајним незгодама одмак буду известени и полиција, и брза помош, и противпожарна служба, за да може да реагирува правовремено. Стандардизовани протоколи, заеднички контролни акции. Исто тако могу да кажем да освен акције Роат Пола, и one су на ниво на наша полиција, значи заеднички, као што е рекал колега из Словенија, да имају сарадњу со хрватима и така дале, то код нас још не е предвиđено. Интегрисан систем значи брзу реакција и мањи простор за злоупотреби. Перспектива саобраќајна полиција. Модернизација опреме. Ми смо на почетку године набавили веќи број полициских обележаних возила. Набавили смо опрему, дронове, таблети и така дале и така дале. Дигитални надзор. Од 1 февруара, хочу да вас запознам као превозници кои што сигурно користите територија Македонија, да од 1 февруара отпочува посебен систем за санкционишане саобраќајних прекршаја. Шта то значи? На територија целе држава поставljene су фиксне камере кои што региструју брзину, прелазак црвеног светла, нерегистровано возило и погрешно паркирање. Хочу да вас запознам да овај систем чита и странски таблице и како иде поступак, jer вас сигурно занима. Уколико систем детектуе да е прекршај направлен од стране странског возила, автоматски, таа информација стиже до свих граничних прелаза на територија Македонија. Када возило дојде до граничnog премина и кад да документе на полицаец кој врши контролу, сигнализува му е да то возило има направлен прекршај. Онак се врши контрола, кој ја управлява и така дале и така дале. Поступак е дополнителен. Појачане сезонски контроли. Знамо да летни период е доста густ са возилама, претежно исто од Србија, Срби кои што транзитирају према Грчку, иду према по коридором 8, да иду до Охрида и така дале и така дале. Тад смо са cilјом безбедности излазимо са појачане контроле. Имамо пресретаче по коридорима, имамо мобилну единицу која што има надлежност цела територија и може да покрива сва места, зависности од станju безбедносни состојбе и така дале. Сараѓуваме доста со царином и инспекцијама. Предлог безбедносnog модела. Регионална база тешких прекршаја. Ова база би се користила од стране свих земјалја и имали бисмо тачних података кој возач какви прекршаи чини. Заеднички контролни операции. За ово е потребна и законска измена код нас, не знам како е у Србија или око нас земјалја. Ускладени минимални стандарди, ту мислим да смо горе-доле исто. Оперативна комуникациона мрежа и периодични безбедносни анализи. Кад се уради овие анализи, знамо точно на која деоницу, на која места имамо угрожено безбедносно стање. Шта е то за регион? Мање тешких несреќа, сигурни и професионални транспорт, смањење злоупотреба
i veće poverenje među institucijama. To bi bilo to. Ako imate pitanja, izvolite. Evo ja bi ponovo malo da se uključim, ako mi dozvolite, Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Severne Makedonije ima jedan interesantan član 47, iako mi se sviđa kako je definisan saobraćaj u kružnom toku. Nama to fali i siguran sam da i kolege iz MUP-a znaju i da će to biti definisano i mnogo je jasno i dobro definisano. Mislim da i Republika Slovenija isto tako ima odlično definisane propise vezane za kretanje u kružnom toku. Kad kažem kružni tok, mislim kružni tok sa 2 ili više saobraćajnih traka u jednom smeru. Ovaj kružni tok sa jednom trakom, on nema nikakvih problema. I u Republici Makedoniji je jasno, sad, ima jedna sitna razlika, koja opet i nije razlika. U Republici Makedoniji piše u jednoj odredbi da je to, da onaj koji je u kružnom toku ima prvenstvo prolaza. Kod nas to nije tako u Srbiji, kod nas bez obzira na geometriju raskrsnice, ako raskrsnica nema saobraćajnu signalizaciju, važi pravilo desne strane. Ono što je sreća i što ne dovodi u zabludu, a to je da je Republika Makedonija precizirala da svaka raskrsnica kružnim tokom mora biti signalisana i zadužila je tačno onoga ko to treba da postavi, pa pretpostavljam da u praksi u Republici Severnoj Makedoniji nema slučajeva gde je raskrsnica bez saobraćajne signalizacije, ne postoji, a kad bi se desilo da to postoji, onda bi to bilo u ozbiljnoj koliziji sa propisima u Srbiji, naravno da je to, svaka strana ima pravo da donese svoj propis, ali pričam zbog broja vozača iz Srbije koji se nalaze u Makedoniji i obrnuto. Jeste. Kod nas vozači su toliko uhodani u taj kružni tok, da i da nema saobraćajnu signalizaciju, oni znaju da onaj što izlazi ima prvenstvo, za razlika od Srbiju, gde onaj što je u kružni tek ima prvenstvo, je li tako već? Pravilo desne strane. Tako, kod nas nije tako. Da li imamo još neka pitanja za bilo koga ko je bio danas na panelu? Nemamo. Hvala vam najlepše. Hvala vam. Hvala uvaženim kolegama iz svih republika koji su bili ovde sa nama.